Благодарам, председателке. Гледате зашто е важна историјата? Затоа што секогаш произлегуваат бурни дебати од која ќе се спомне историја и затоа е важна и затоа треба да ја учиме и затоа не треба да биде ставена во два предмета како што е историја и граѓанско општество, туку треба да си остане чиста, едноставна, фактографска историја. Колега, ви благодарам на репликата, меѓутоа изгледа имаме проблем, бидејќи јас навистина се обидувам, како што рековте, аргументирано и од неполитички аспект да говорам, бидејќи ова е комисија за образование, ние овде не би требало да бидеме пред се политички предиспонирани, туку треба да збориме секој својот аспект за подобро образование на нашата Македонија и на децата кои што живеат во Македонија, значи кои што се образуваат, и затоа сметам дека јас навистина секогаш се обидувам да се држам до фактите, да дебатираме и да разговараме за и против нешто. Значи, мојот говор во овој случај беше зошто за историја и очекува во реплика да биде зошто против историја. Значи, јас не спомнував ниту имиња на премиери, лидери на партии, ништо не спомнав, само го спомнав името на министерката Мила Царовска, значи повторно како дел од говорот во пример, никого ништо не кажав. Во однос на... Затоа ве замолувам навистина следен пат кога ќе ми реплицирате, не би сакале да мешате политика. Јас се обидувам да не мешам политика, јас се обидувам да биде тоа строго аргументирано, фактографски, научно, професионално. Не сакам да тргнувам од политичкиот аспект, особено некога станува збор за еден ваков сензитивен момент како што е историјата, историската наука, кој што е дел од хуманистичко и општествените науки, како што реков на почетокот на мојот говор, кои што се однесуваат директно на поединецот и директно на развојот на општеството. Повторно ќе кажам уште еден аргумент. Многу е важно да остане историјата. Историјата третира личности и процеси. Значи, мора да остане како самостоен предмет, не да се интегрира како други предмети. Втора работа во однос на вашата реплика. Нема да го коментирам спомнувањето на политика и политизацијата, ве молам, држате се до темата, до историја како тема, не до партиски квалификации. Во однос на тоа што рековте за добрососедскиот договор, веќе колешката Ласковска кажа, зошто е тоа така, јас сега само ќе ве потсетам дека именно нашиот источен сосед бара промени во учебниците по историја. Тоа е факт, кажана изјава многу пати, напишана изјава многу пати, значи тука нити јас лажам, нити вие можете да кажете дека не е така кога е така. Тие бараат измени во учебниците по историја. Тие бараат така наречена заедничка историја и покрај тоа што јас затоа ви го кажав примерот на создавањето на заеднички учебници, не заедничка историја, помеѓу Полска и Германија. Ние се движиме кон Европска унија, тоа се европските вредности. Одличен пример. И на крај ќе кажам, зошто, колега, ако сметате, ако велите дека не се употребуваат, дека ние немаме таква закана од нашите соседи, нити од јужниот, нити од источниот, кажете ми зошто тогаш се брушеше 16 кракото сонце, дури и од шахти, кога тоа нешто, кога тој символ е на овие простори многу одамна и тој символ се наоѓа на многу цркви, на многу манастири од 9, 10, 11, 12 век. Затоа ја спомнав македонската ренесанса, затоа ги кажувам тие работи како факти. И вие кажете ми, зошто тогаш се брусеа, па дури од шахти, тие символи кои што се не национални, колешке, па ги смешав на работите, етнички. Има разлика помеѓу национални символи, помеѓу национална историја и помеѓу етнички символи и етничка историја. Ние се бориме за заедничка национална историја во Македонија, за изучување на предметот во историја во основното образование заради зајакнување на националниот идентитет. Затоа е важна историјата, бидејќи символот на 16-та крако сонце од Кутлеш,
не е само, значи не е само, како да ви кажам, тоа е символ, тоа не представува цела историја. А вашата влада го избруси, дури и од шахтите, и тоа е факт. И тоа е факт. Значи, тоа е факт како факт. Не, извинете, колешке, не, го кажав шахтите, извинете, може би се изразив бежаративно, немав намера, малце сме огорчени од тој факт, но беа бришани од, значи беше префарбувано, тоа знаме, во различни игралишта, значи во различни терени, беше тргано знамето како од секаде. Еве ке во ред разбирам државното знаме пред, нели, етничкото, да, сето тоа во ред, но како символ, која беше потребата да се бруси, која беше потребата да се менуваат називите на во историските книги, еве источниот сосед бараше да се тргне зборот фашистичка, погледнете ги сите и текстбук се тие, значи ги има и дигитално, ги има и во печатена форма, тоа се и учебници кои што се 5, односно 4 од 2016, проверете ги, видете дали Полска, односно дали Полска се оградила и го тргнала зборот германската фашистички окупатор или германската фашистичка војска, како што бара Бугарија. И затоа ние бараме историја и затоа во мојот говор се осврнав на тие работи кои што се факти. Ве молам уште еднаш, барем кога се однесува на моите говори, немајте да мешате политика во ниту еден момент, дури и сега во репликата, повторно не ја замешав политиката, повторно се држам до науката и до фактите. Би сакала да слушнам од ваша страна, значи од страната на власта, и зошто сте вие против ова, со научно аргументирани факти да ме убедите зошто сте против, а не да ми кажувате вие правевте ова, па ВМРО правел ова, па не, ние сме тука професионалци на Комисија за образование и наука. Треба да дискутираме за подобро и посеопфатно и поважно образование и наука кое што ќе го зајакне чувството на припадност на Македонија. Не да ни ги избрка децата, туку да ни ги привлече тука да останат. Ви благодарам.